По завршувањето на бербата на грозјето не завршуваат земјоделските активности на лозарите. Токму есенскиот период е вистинско време да се заштитат лозовите насади, на што конкретно треба да внимаваат. Да напоменем и тоа дека сега е вистинско време се обележат поединечните стебла или чокоти кај виновата лоза, кои пројавиле болести од карактер на опасност да се прошират на целиот насад и да го уништат целиот насад. Несреќата е таа што најголемиот дел од земјоделците го испуштат овој временски период и кој ќе падне листот, тешко може да се забележи кој од дрвцата или чокотите ги имале тие манифестации, поради што укажува на можноста истите во овој временски период дека се уште е можно да се ги обележат тие садници и соодветно да постапат под нив, независно дали ќе треба се отстранат целосно од насадот и да бидат запалени или ќе преземат некои други активности кои што се во согласно со стручњаците по фитопатологија. Освен лозарите, Златковски со совети до останатите земјоделци, особено за доцната есенска сеидба и што е неопходно да употребуваат земјоделците. Во поглед на есенската сеидба само да кажеме дека да се избегне употребата на редоселки на ѓубре растурачи за сеидба, зашто таквата практика ја гледам на популињата. Со таквата пракса само трошиме многу повеќе семенски материјал од потребното, зашто птиците во овој период немат каде да бират храна и тоа е за нив еден добар извор на прехрана. Од друга страна тоа ќе значи проречување на сетвениот склоп, што од друга страна ќе повлече намален принос заради помала единица на растенија по површина, заради што употребата на редоселките е задолжителна. Употребата на тие машини овозможува оптимално полагање на зрното на длабочина 3 до 5 см, што го штити семето кој ќе поникне со тек на време од раните утриски мразеви кои што ќе паднат во догледен временски период, а се разбира дека создавате добар водно-воздушен режим за развој на семето.